Министерке, тоа ве прашав заради тоа што вие се обидовте да оправдате дека нема да има коруптивни вакви, затоа што тоа доаѓа од Британија и повторно истото го повторивте дека британската влада стои гаранција, тоа не е точно. Оваа агенција е наведена во членот 2 од договорот како прв начин каде што ќе ги разгледувате, односно како можност за реализација на проектите наведени од анексот, тако што патем не се проекти, туку 5 од 30 од тие се програми, а 2 се само проекти, што значи дека ќе ги плаќаме британските експерти за да ни кажуваат како, односно консултантски куќи, а ние ќе плаќаме камати за тоа. И пошто не сте запознаени за извештаите кои што се однесуваат токму на исти вакви проекти каде што надвор од Британија се финансирани од UK Export Finance, јас ќе ви кажам, а тие се извештај кој се вика Turning and Blanda. Изработен од Сузан Холи од The Corner House и вика UK Export Finance користи пари од британските даночни обврдници за да ги осигурува домашните компании при странски проекти, но често ги финансира проектите кои се поврзани со мито, корупција и слаба институционална контрола. Вика 9 конкретни случаи во Кенија, Бангладеш, Гана, Индија, Катар, Јужна Африка покажуваат институционални пропусти од игнорирање на обвинувањата за корупција до соработка со компании со лоша репутација. Последиците од овие однесувања ги плаќаат сиромашните земји кои остануваат со огромни долгови и лоши и скапи проекти. Значи не они, ние ги плаќаме, они знаат што прават, не се глупи, фала Богу. Друга работа, Spotlight on Corruption. Вика, UKF има поддржано договори во вредност од 340 милиони фунти со големи клиенти како Airbus и Rolls-Royce, кои се казнети во Обединетото кралство и во други земји поради глобални шеми за подкуп. Значи истите. UKF чекал дури 13 месеци пред да ги пријави своите сомнежи за Airbus во канцеларијата за сериозни измами Serious Fraud Office во Британија. Компании што ги прекршуваат антикорупцијските гаранции дадени на UKF не се соочуваат со никакви санкции за тоа. И последниот заклучок на овој извештај вика оваа агенција со која што вие ќе соработувате никогаш не одбива апликација врз основа на сомнеж за корупција. Значи они не се мрднати, они се паметни. Вие ќе видите тука корумпирани, они ќе ви дозволат свесно тоа да го направите. Благодарам.